Добар ден, почитувани гледачи, 17 часот, ново издание на Ваш доктор. Јас сум тука како ваш домаќин Виолета Петровска-Периќ и овде во студиото веќе со мене е присутен денешниот ваш доктор кој ќе се обиде да разреши многу дилеми во врска со онаа тема за која што ќе говориме денес. Веднаш ќе ви ја најавам темата, значи ќе говориме за сколиози и бројните заболувања и деформитети кои го зафаќаат рбетниот столб. А многу добро знаеме дека рбетниот столб е многу важен, токму столб на нашето тело за кој што треба многу да водиме сметка и да се грижиме за него, почнувајќи уште од најмалата возраст па во текот на целиот живот. Како што напоменав, значи сколиозите тоа се така наречени деформитети на рбетниот столб. Тие треба навреме да се откријат, да се превенираат ако е можно, да не прогредираат во повисок степен на искривување, а за лекувањето, третманот се разбира тука е денешен ваш доктор, доктор Албена Манева Крстевска, инаку специјалист, ортопед, хирург, токму компетентна да ви одговори на сите прашања околу овие деформитети на рбетниот столб. Доктор Албена, ти благодарам што еве повторно си дел од ваш доктор, што одвои време да присуствуваш денес во оваа емисија. Благодарам и јас. Така. На вашата покана. Така, јас малку една куса најава дадов во однос на темата, значи ќе говориме за сколиози. Меѓутоа, ти ќе ги образложиш овие сколиози на оној начин на кој што ти им пристапуваш и ги лекуваш. Со оглед на тоа дека во твојата практика секојдневно, во лекувањето на сколиозите, успеваш дури и понатаму ќе објасниш како што оди тоа, и поголеми деформитети, поголем степен на искривување на сколиозите да го излекуваш, а кои што требало можеби оперативно или било препорачено оперативно да се излекуваат? Па, јас се занимавам со проблематиката на рбетниот столб повеќе од 30 години. Така. И за тоа време многу работи се променети во пристапот во лекувањето на тие сколиози. Тоа е, ако почнам да ви раскажам, тоа е цела историја. Значи, во почетокот беше во Македонија многу беа лоши условите за лекување на тие деформитети. Така да јас бев принудена да одам надвор за да научам како тоа треба да се решава, како тоа се лекува. Одредени принципи во лекувањето се веќе прекршени, значи кои беа, да речеме, сколиоза кај во адолесцентен период со 35 степени, значи кои се очекува интензивен раст, требаше веќе да се оперираат со 40 и преку 40 сите сколиози мора да бидат оперирани. Говорите за порано. За порано, да. Тоа и сега важи во многу центри и на секаде по светот. Важи тој принцип. Операција, тој принцип. Меѓутоа, ретки се доктори кои се нафаќаат тие сколиози да ги лекуваат конзервативно, без операција, и тоа го прават успешно. Тоа се многу малку доктори во светот кои тоа го прават, затоа што тоа е една макотрпна работа, доста тешка, бара големо посветување и бара соработка со пациентот и со родителите. Така. Ние одлучивме токму оваа емисија да биде посветена на оваа проблематика и повеќе ќе ставиме акцент на лекувањето, значи како оди сето тоа. Ќе ги побараме од режија оние подготвени фотографии за сета онаа работа вие што ја имате направено во однос на вашите пациенти, како успевате со и вашата упорност и нивната упорност да си го надминат тој свој проблем, да помогнете на случаи кои што се навистина тешки деформитети да ги доведете во некоја нормала без оперативен зафат. Се надевам дека ќе им биде многу интересно на нашите гледачи. Првин малку да проговориме околу деформациите. Какви се еве како еден вовед пред да преминеме на она лекување кој што ќе го погледнеме и преку фотографии, какви сколиози може да се сретнат? Значи какви деформитети од најлесни па до потешки? Значи деформитети може да се јават од најрана возраст. На рбетниот столб зборуваме. Од најрана возраст, значи во тек на интензивниот раст, во адолесцентниот период
и сколиози може да се јават и кај возрастни. Така. Значи, особено во женскиот пол, после менопаузата, може да се јават сколиози кај особи кои воопшто немале сколиоза порано. Да. Да. Или оние особи кои имале сколиоза за време на пубертетот или како деца, и таа сколиоза прогредира, може во постменопаузалниот период да прогредира значително и да настане еден голем деформитет на ребетниот столб. Така. Меѓутоа, сколиозите можат да имат своја етиологија. Речеме, тие се јавуваат кај деца со церебрална парализа, кај деца со миопатии, значи може после воспалителен процес, после одредени синдроми постојат, па конгенитални сколиози, значи со вродени аномаличности, разни воспалителни процеси или тумори во тој предел може да предизвикаат сколиози, невролошки заболувања, значи да речеме како што е неурофиброматозата, значи тоа е пак туморозни формации на нервниот систем. И ред други причини може да има, меѓутоа ние најчесто зборуваме за оние деформитети кои се практично и најчести, за кои не се знае етиологијата. Се предпоставува, мислам, дали е тоа заради рамнотежата, дали е заради други причини во спроведувањето на импулсите од периферија кон центар и од центар кон периферија, значи еферентните импулси до мускулатурата, до лигаментарниот апарат, до остеоартикуларниот апарат. Значи за тоа може да се зборува многу, дали се работи за хормонални проблеми, дали се работи за лачењето на мелатонинот, дали се работи за лачењето на хормонот на раст, затоа што тие настануваат секогаш во период кога детето нагло расте. Меѓутоа, ако не навлегуваме етиолошки во тоа, ако не се знае точно што е, тогаш терапијата практично е симптоматска. Така. Да. Меѓутоа, во текот на мојата работа јас секогаш сум барала, значи, што може повеќе да се приближам до решение. И освен она вообичаено што е, да речеме вежби и корсет, значи јас користам хомеопатија, користам биорезонантна терапија, користам масажи, користам рефлексотерапија, значи барам каде има проблем, работам на психолошкиот статус на пациентот во колку има потреба, затоа што сепак тоа се деца, ако се во адолесцентниот период, се многу чувствителни, нели? Така. Токму тоа сакав да ве прашам, дали почувствителните деца или оние понесигурните, како сега, ако можам така да се изразам, нели, се склони да добијат сколиоза, бидејќи оние малце нели, со поголема самодоврва, можеби. Мислам дека тоа нема врска. Нема врска тоа со тоа, да, не е поврзано? Нема врска. Значи тоа може да има врска со кифотичниот деформитет, да речеме, не е деформитет, него кифотично држење, под грбавеност и така. Значи особи кои се повеќе повлечени и кои се срамат и така. Меѓутоа со сколиозата кои што се посрамежливи. Не, со сколиозата нема врска. Јас сум имала пациенти кои се бават со спорт професионално. И вежбаат по 6 часа на ден. И повторно имаат проблем. Да. Значи нема поврзаност на тоа. Значи други се причини. Да. Добро. Диагностиката само онако со да објасниме, секогаш оди со оној класичен преглед кој што нели сите го знаеме што од мали нели на оние систематски прегледи кога не прегледуваат. Тоа е тој преглед кој што вие го вршите на некој начин, меѓутоа се надевам дека и нели она другото како анамнеза го земате сите податоци за да знаете точно за што станува збор. Па основно е, значи, кога носат, ако се работи за дете, така, или се работи за возрастните доаѓаат заради друга проблематика.
најчесто заради болна симптоматологија, па некогаш и заради нешто друго. Меѓутоа, кај децата или откриваат родителите, или се открива на систематски преглед, некој се откриваат и професорите по физичко воспитување, некојаш и самото дете си забележува, некојаш и самите деца меѓу себе, речеме деца кои се лекуваат веќе од сколиоза, знаат и си ги наблюдуваат своите другарчине, ќе ми кажат кај тебе имаш ти некакво искривување. Некојаш и меѓу себе така се откриваат. Значи прегледот е стандарден, значи треба да е детален. Положбата, главата, рамената, рбетот, нозите, стопалата, све се гледа од сите страни и потоа се прави, ако има индикации дека се работи за деформитет, за сколиоза, значи во колку се наведне према напред, се гледа гибус. Тоа е едно испакнување така, кое на фотографиите. Да. Подобро ќе јасниме. Или во народот се вика грба. Тоа е заради деформитетот на градниот кош, зашто целиот граден кош е извртен. И во колку се види дека има такво нешто, тога се прави рентгенграфија, обично панорама снимка се прави. Значи мора исто да се направи снимка. Така. Панорама снимка се прави и при тоа треба да биде опфатен целиот рбет со карлицата. Пред основа на тоа, потоа се прави анализа што за тоа дете треба да се направи. Зависи сега кој каков избор има. Значи јас се трудам да бидам што може посовесна и сакам на тие деца да им помогнам и полагам доста на конзервативниот третман. Така беше ситуацијата да некогаш морав да се нафатам, иако ми беше строго кажано од моите професори кои учев таа наука, ми беше строго кажано 40 степени кај деца во раст мора тоа да оди на операција. Меѓутоа имаше деца чии родители не се согласуваа едноставно или нема пари да платат, зашто и на времето се плаќаше некоја партиципација. Значи луѓето нема ни тоа да го платат или не сакаа. И јас сега се најдов во ситуација да не морам нешто да направам, затоа што тие деца не можеш да ги оставиш без помош. И бев изненадена од резултатот. Значи јас тука и ќе ви прикажам. Така, да. Слайдови, да речеме ги побараме слайдовите. Да речеме ево, само да мислам дека ако е ова оди во етер. Дали ова првата фотографија режија? Да. Ова е модел на така. Да. Само нека оди малку поспоро. Да. Ова можам да го објаснам. Тоа е едно девојче пред многу години. Значи можете да го вратите слайдот. Значи што беше? Значи на 6 годишна возраст. Значи дојде со една голема сколиоза преку 50 степени. И јас со колегите просто влегов во конфликт затоа што тие инсистираат ова девојче да се оперира. Меѓутоа во колку се оперира дете на 6 годишна возраст, тоа не е дефинитивна интервенција. Значи тоа значи дека треба секоја година, значи се става една шипка која се затега како детето расте, затоа што ако вие направите дефинитивна интервенција, тогаш нема да може телото да расте, телото расти на крај. Така. Значи некаде кон 13 зависи од случај до случај, али најкасно негде 13-14 години почнува телото да расте. И се согласив со родителите да не оди на операција. Значи таа после 3 години и 6 месеци, тоа е нејзиниот изглед, како изгледа десно, и можете да видите рентгенот што добивме со наредниот слайд. Ајде наредниот слайд од режија, нека го пуштат да видиме колку. Значи тука ево те 56 степени, значи после 3 години и 6 месеци девојчето имаше 16 степени. Значи толку голема корекција вие не можете ни оперативно да добиете. Така. Значи јас неизде потоа ја изгубив, значи немам
податок што се случи понатаму со незе. Меѓутоа, за тие 3 години и 6 месеци се постигна енормна корекција и не само во степени. Таа имаше деформитет на самите прешлени, значи тие беа куниформно изменети, деформирани и може да се види на снимката, значи после 3 години, дека тие се во нормални граници. Значи, воопшто обновени се и све скоро нормално. Значи, можностите се огромни. Таа тогаш беше и болнички се лекуваше со, мислам, со милвоки корсет и со вежби. И беа доста ригорозни родителите, се спроведуваше како треба. И сакам да кажам дека ова е навистина голем успех и ова може секој да го постигне. Така, меѓутоа треба упорност и треба голема упорност. Самиот пациент, и од родителите, за да можат нели да... Малку се тие што издржуваат до крај. Знаете, и ако кажете дека е подобро, потоа се олабавуваат и родителите и пациентите, па доваѓа до влошување, па после повторно почнувате. Значи, треба, и јас се трудам да им објаснам, дека проблемот не е мал и проблемот е добро да се реши сега, дури детето расти. Затоа што во колку остани во текот на животот, цел живот ќе имаат проблеми. На тој ербет се надоврзуваат рани дегенеративни промени, дископати, склизнување, тие листези на прешлените, огромни деформитети кои животот ќе им го направат пекол. Значи, јас сакам да им помогнам, меѓутоа, знаете, од разни причини се откажуваат, барат брзо решение. Значи, сите барат брзо решение. Ако може за година дена, ако може за 3 месеци и да го завршиме тоа. Има такви центри и кај нас. Јас пратам и во Белград и лево-десно. Има такви центри кои одат на блиц, знаете. Тоа ќе ви го средиме брзо, луѓето плаќаат многу пари и на крајот пак нема резултати. Пак нема, може да има некој краток резултат, меѓутоа се враќа назад, затоа што причинителот е тука уште и затоа што сколиозата мора да се прати интензивно, барем до 20 до 23 години. Треба да се лекува интензивно. Така, кога се јавува на помала возраст, говориме за децата. Сколиоза која се јавува во помала возраст, да речеме сколиоза од 30, 40, 50 степени, кај деца на 6 годишна, на 5 годишна возраст. Такова случај? Тоа е сколиоза која за време на пубертет ќе оди на 80, 90, 100 и преку 100 степени. Тоа е веќе навистина. Тие се многу малигни така наречени сколиози, кои одат со огромни влошувања, огромни деформитети. Јас имав и една пациентка чии родители и обата има огромни деформитети на рбетниот стол и девојчето имаше голема сколиоза. И ја лекував, значи беа упорни родителите, ме носеа, че ја лекував до крај. И сега таа е, нема да познаете дека има, значи сосема нешто малко. Значи се лекуваше со корсет, со вежби. Имавме тука некојаш сакаше да го носи, во принцип го носеше. Со вежбите имавме малку проблем. Меѓутоа таа е сега мажена, има и дете и е сосема здрава особа и сосема убаво изгледа и има здрав рбетен стол. Кога говориме за лекувањето, велите дека секој пациент треба да си има посебен пристап и посебен третман на лекување, значи посебни вежби. Оној корсет за кој што говорите, кој што се изработува специјално за онаа состојба во која што е пациентот. Не знам дали од режија може сега да пуштите следни фотографии па да видиме дали ќе може да искоментираме лекување нели на некој од пациентите. Па доктор Албина да објасни. Добро, ова можам да го искоментирам кратко. Така. Значи девојче со голема сколиоза која заврши со 21 степен и овој нејзиниот изглед
на 11 години, значи пред пубертет, таа менарка немаше уште, не беше влезена во пубертет, значи се очекуваше нагли раст. И ова е неизиниот изглед последен пат кога беше кај мене, тука беше некаде 16-17 години. И рентгенски е таа доста коригирана, мислам, со 21 степен, ова е, можете да посекувате ваков резултати оперативно. Така. Значи таа беше апсолутна индикација за операција. Така. Меѓутоа, можете да продолжите понатаму. Ова е веќе нешто? Ова е девојче кој е во тек на терапија. Значи се гледа нејзиниот изглед, гледате како е целата таа значи поместено е телото кон десно, има една декстроковесна сколиоза од 45 степени и нејзиниот изглед после неколку месеци. После 8 месеци нејзиниот изглед е сосема променет. Значи таа се лекува со корсет, со вежби. Значи тука применувам Шротова метода и прима биорезонантна терапија во домашни услови. Како треба корсетот да го носи? Дали постојано или тоа зависи сепак исто? Таа го носи постојано. Постојано, дури и кога спие? Да. Значи таа е од родители кои се високо образовани и кои ја знаат добро проблематиката и сакат ова да го средат. Значи тие мислам дека беа и во странство да се консултират и им препорача веднаш операција. Тој доа кај мене и мислам таа е навистина. Сега уште не сме завршиле се, меѓутоа порасната е мислам дека 20 сантиметри од кога дојде. Така. Значи дури порасната е страшно многу и изгледа сосема право. Така, уште колку време би било вака еве според вас потребно за да нели се доведе во? Така се лекува. Треба да потрае така. Со оглед на тоа дека е голема сколиозата. Да. Уште долго време ќе се лекува. Може, мислам дека ги имаме и рентгените нејзини. Така, може следниот слајд од режија да го пуштат. Значи, ова е од 45 на 29 мислам дека е коригирана. И јас се надевам дека ќе одиме уште надолу. Да. До 20 и по 20. И ова ми е пациентка која веќе не е во Македонија и дојде со негде 40 и нешто степени. Интересно е што секогаш кога има сколиотични промени некако низок раст имаме и не, таа е тука малечка. Така. А овде е веќе мислам дека во гимназија веќе при крај со лекувањето. Значи имаше една енормна сколиоза ломбална и можете да видите како изгледа, сосема добро изгледа. И таа, али вежбаше секој ден, вежбите се правеше со физиотерапевт и корсетот немаше шанса да го извади. Така. Значи имаше строги родители, немаше шанса да го извади корсетот, така да таа до крај на гимназија беше по третман и мислам дека замина во странство и сосема е добра. Така. За оние кои што подоцна ќе се вклучат во емисијата, говориме на тема сколиози и деформитети на рабетниот столб. Кажавме многу на почетокот во однос на какви деформитети постојат, диагностиката како оди, начинавме нешто и за лекувањето. Секако дека, уште еднаш да напоменам, тука во студиото е со мене доктор Албена Манева Крстевска, која што е специјалист ортопед хирург и која што навистина има, како да кажам, посебни методи за справување со овие проблеми. Значи, говоревме, прокоментиравме некои од слайдовите, ќе продолжиме и понатаму. И тука исто така да ве повикам, доколку имате некои прашања да поставите во однос на оваа проблематика, слободно може да не искомуницирате на нашите познати телефони. И секако дека доктор Албена ќе се обиде да даде своје мислење во однос на вашиот проблем. Доктор Албена, стигнавме ние до негде. Ќе побарам повторно од режија да продолжат со оние слайдови до каде што застанавме, за да го дообјасниме лекувањето и за да го објасниме оној нов начин на правење на корсети, кој што оди компјутерски, многу интересен. Од режија, дали ќе може да ги добиеме следните слайдови? Да, ова беше, може и ова го објаснивме, следниот. И ова го објаснивме.
Е, ова не. Да. Добро, и ова е девојчинце кое... Само да не одиме толку брзо, не? Да.